Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувани македонски граѓани, морам да кажам на почетокот од мојот говор дека за мене ова денес е навистина голем ден. Не е голем ден затоа што начело со мојата партија, председателот на мојата партија ќе формираме влада, ами е голем ден затоа што после толку години борба ќе имаме прилика да докажеме дека не сме сите исти. А тоа навистина многу ми пречеше изминативе години, кога како политичари кои го излагаа македонскиот народ и кои не го спроведоа она што им го ветуваа на македонските граѓани, посегнаа кон релативизирање и ја користеа апатијата на македонските граѓани со таа реченица дека сите сме исти. Јас секогаш и секаде велев дека ниту сме биле, ниту ќе бидеме сите исти, но еве, како што кажав, денес е голем ден и од денес натаму ќе можеме да покажеме пред македонските граѓани дека навистина не сме сите исти. Некој работиме во интерес на нашата држава Република Македонија и на нашите граѓани, а некој во континуитет гласаа национални предавства, гласаа за криминал, за поддршка на корупцијата, поддршка на нивните политички елити, кои не бираа средства за празнење на државниот буџет и не бираа средства што се ќе прифатат само и само да останат некој ден на власт, да продолжат да ја крадат државната каса. За таа цел, при формирањето на влада, ВМРО-ДПМН предходно направи единствена партија од сите други партии, направи политичка програма, политичка платформа, платформата 1198, која ќе се преслика во програмата на владата. Оваа програма гарантира целосно функционирање на системот, на институциите, заштита на македонските национални интереси, квалитетно образование, модерен, функционален здравствен систем, но пред и се оваа програма, оваа влада гарантира дека ќе отвори вистинска, а не само декларативна на зборови борба против криминалот и корупцијата, подобрување на економијата и носење благосостојба на граѓаните. Сето ова ќе значи вистинско, а не само декларативно доближување до европските вредности за кои сите се залагаме, ќе значи ширум отварање на портите на Европа и европската интеграција на државата ќе ја ставиме на брз колосек, што било секогаш наш посебен интерес како политичка партија, секогаш сме се гледале онаму каде што припаѓаме, односно во Европа. Но во Европа горди, честни, достоинствени како македонци, не со свиткана кичма. Овде посебен акцент новата влада става на консолидирање на правосудниот систем, кој за волја на вистината вие го уништивте, е девастиран. Приоритет е на оваа влада и мора да биде донесување на право и правда за сите. За почеток, распуштање на судскиот и советот на обвинители. Овој и ваков правосуден систем е извор, генератор на криминал и корупција. Досега функционираше како сервис на елитата, која досега беше на власт во Република Македонија, сервис кој ги штитеше и им овозможи безмилосно да го празнат државниот буџет и да ги крадат народните пари. Досега имавме суди и обвинители кои судија и обвинуваа по нарачка и штитеа по нарачка и по функција.
замижуваа пред злоупотребите, тендерите, криминалите, убиствата, арамилакот на функционерите на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Немаше амбасадор во Република Македонија кој не изрази јасна и недвосмислена критика кон функционирањето, односно нефункционирањето на правосудниот систем. Време е за нови вредности, време е за правда, време е да стане реалност желбата на граѓаните за ред, поредок, правда за сите подеднакво. Време е судството и обвинителството со доверба во рамките на статистичка грешка во моментов околу 2% да биде минато. Време е за конкретни политики, конкретни проекти кои ќе доведат до изградба на здрава демократска држава која ќе биде повторно во рацете на граѓаните. За таа цел ВМРО-ДПМН преку својата програма на владата, која е преточена и е темел на владината програма, предвидува преку конкретни реформи и мерки што се наметнуваат како неопходни за повисок животен стандард, како и за повисоки плати и пензии. Квалитетно и модерно образование, да не ни се повтори ситуацијата да ни заврши учебната година, а учебниците да не бидат стигнати во рацете на учениците. Оваа програма се посветува на изградбата на квалитетен, ефикасен и правичен здравствен систем, кој ќе биде достапен по исти услови и на ист начин за сите граѓани. Никогаш повеќе да не ни се случат афери, скандали од типот на онкологија, криминали од типот хематологија, желбата за лично богатење. Многу граѓани ја платија во изминатиот период додека вие бевте на власт со живот, но одговорност немаше од никого. Виновникот се бараше секаде, дури и во електричен кабел, но никако во сопствените редови. Во областа на земјоделството, владата ќе се залага за сериозна конкретна поддршка на земјоделците, 180 милиони евра годишна поддршка за македонските земјоделци, за подобро производство, сигурен откуп и за гарантирани цени. Поддршка на малите и средните земјоделски производители со фокус на технолошките иновации, обуките и правилното управување со ресурсите. Ова ќе ги подобри условите за работа во руралните области, ќе придонесе за подобар и одржлив развој на земјоделството, а земјоделството водено од горди, задоволни и богати земјоделци. Оваа влада се обврза и вети дека ќе ги зголеми пензиите за 5000 денари, линеарно ќе ги покачи уште во првата година од своето владење. Ќе одвојува по 1 денар од цената на нафтените деривати за културата, спортот и науката, а тоа се некаде 50 милиони евра во целиот мандат за овие сектори. И на крај, јас нема да се занимавам и да ви кажувам колку лошо сте работеле кога бевте на власт. Народот ви отпеа песната. Затоа ќе се обратам до председателот на мојата партија. Председателе, со вашата влада направете по 4 години, кога ќе давате отчет за вашата работа, да бидам барем приближно горд колку што сум денеска и навистина да покажеме дека не сме сите исти. За доброто на македонските граѓани, за доброто на нашата држава која сите многу ја сакаме и секогаш се викала и ќе се вика за нас Република Македонија. Ви благодарам.